Гужва, галама, FM врева. На радио Слободна Македонија. Така и врева на радио Слободна Македонија. Гостинката Навана веќе е во студиово. Знаете дека и врева секогаш изобилува со неверојатни гости кои со себе носат неверојатна енергија, имаат навистина истинчен вкус, имаат навистина истинчен сенс за креација. Една таква прекрасна гостинка имам токму спроти себе во 10 по 15 во врева на радио. Станува збор за Тамара Георгиевска, исклучителна, мощна, талентирана, млада, се уште надежна македонска дизајнерка, истовремено и менторка. На настанот кој утре вечер ќе се случува во јавна соба во Public Room во центарот на Скопје со почеток во 20 часот. Дами и господа, ќе имаме можност да уживаме, меѓутоа не само да уживаме, туку и уште нешто да правиме во се што представува вкусот на текстилот. Тамара Георгиевска, за прв пат добри дојде во ИФМ врева. Здраво, здраво и благодарам за комплиментите и убавата најава. Тамара, ајде веднаш да нурнеме во вкусот на текстилот. Дали некој пробал текстил и дали текстилот има вкус? Па вака, текстилот дали има вкус? Сигурно некој пробал текстил. Меѓутоа, идејата на нашата работилница не беше она баш буквално вкусување и гризање. Туку беше идејата да на младите дизајнери, односно се уште се студенти, да им се даде една поабстрактна тема, која што нема да ги ограничува, а баш беше наречено вкус, бидејќи идејата беше да да ги искусат тие карактеристики и перформанси што ги има секој различен текстил и да видат како тие можат да ги искористат за да креираат нешто ново и иновативно и необично. Така, значи загризале младите ентузијасти предводени од искусни дизајнери, менаџери и на тој начин формирале 10 нови македонски бренда кои што утре вечер во 20 часот ќе бидат представени пред пошироката јавност. Можеме ли да ги стакнеме младите надежни дизајнери меѓу они искусните кои што направи една прекрасна симбиоза која што утре вечер ќе видиме каков вкусот на текстилот? Па вака, станува збор за 11 студенти кои што доаѓаат од факултетот, од технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, односно се студенти на Институтот за дизајн на облека и технологија на текстил. А ментори сме тројца. Ива Јанковиќ, која што беше дел во значи беше вклучена во првата фаза на неделата за дизајн. Таа е моден дизајнер, по потекло од Србија, живее и работи во Утрехт, има своји 2 бренда. Вториот ментор бев јас сум исто така продукт дизајнер и третиот ментор беше Александар Велиновски, кој што е менаџер на Public Room и се занимава со дизајн менеджмент. Така, значи проектот е поддржан од амбасадата на Кралството на Холандија, Дизајн центарот Јавна соба, Институтот за дизајн инженеринг на облека при Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје. Ајде, Тамара, да подобјасниме заради тоа што ти си еден од тројцата ментори, како изгледаше процесот на создавање на Taste of Textiles? Па вака, на почетокот значи се купуваа материјали, се одеше по пазари, женски пазар, да. Истражува само во Скопје или само низ Република Македонија? Не, само во Скопје. Работилницата беше 5 дневна, значи и во тие 5 дена има задача од идеја да направат прототип самите. Значи тие самите го шиеа, додека сега во понатамошните фази соработуваме со шнајдери. И значи во тие 5 дена истражуваа материјали, смислуваа идеи, бараа механизми кои што ќе им помогнат за да го остварат тоа што сакаат, да. На текстилот да му дадат одредена форма, предпоставувам. Така, форма и функција, и тоа не е една функција, него повеќе, значи секој од производите има најмалку 2 функции, некои имаат и 3-4. Ќе ги видите на изложбата утре. Можеме ли некој пример да дадеме? Па, на пример, ева имаме една сукња, која што, односно обратно, ранец кој што станува сукња. И покрај тоа, значи, кога ранецот ќе не кажувам има повеќе димензии. Да, кога ранецот го трансформирате, си правите сукња, вадите дел од ранецот кој што сепак е плик ташна и така, 2 работи во едно. И повеќе, ранец ташна плик, значи за свечено излегување, ранец нешто практично да се наметни, да се однесе од точка А до точка Б, и плюс тоа или сукња веројатно за дотерување малку повеќе. Да. Добро, значи едва чекам да почне настанот утре вечер во 20 часот за да ги уживаме сите тие неверојатни креации на ултра талентираните
сите 11 млади македонски дизајнери плюс нели нивните ментори. Веројатно заедничка симбиоза е целата таа креативна енергија која што три вечерки Па биде така, представена. мислам, ние само ги менториравме секако им помогнавме за да некои Има ли работи. одредена тема, Тамара, на која што отворија млади автори? Не. Значи Слободна беше темата. Слободна беше темата, се правеа, значи имаме и од мода до производи кои што се наменати за домаќинство, така да беа, значи не ограничени за каков тип на производ ќе се Меѓутоа сите определа. се текстил. Сите се текстил, да. Дали има вметнато и некои ракотворби како везење, плетење и така натаму? Значи само Малку е, текстил? да, текстил и малку е по-модерно, да речем. Така, значи Да. вметнато во 21 век, а сепак рачно работено. Така, Како да. на времето 19 и 18 се век. шиено. Прва Со игла и со конец. така игла конец, машина нели при новите прототипови, значи децата си ги направија првите производи, си ги направија лично тие самите. Сега во овие кои што ќе ги видиме на изложбата, тие се изработени во соработка со Шнајдер, нели, како би дошле до подобар квалитет на истите. Така, значи велите дека сите производи се со огромен потенцијален пазар или пазарен потенцијал, што ветува некаква иднина во поглед на опстанок на младите брендови и нивен на тамошен развој. На кој ниво е креацијата на младиве талентирани луѓе во Република Македонија? Дали можеме да се мериме со оние во светски рамки? Дефинитивно. Можеме? Значи дефинитивно младите тука се премногу креативни. Единствено што им недостига е она мало буткање во понатамошните фази, бидејќи да си креативен не е доволно за да имаш производ, а уште повеќе го продаваш истиот. Така. Значи креативноста дефинитивно не ни недостасува и можеме да се мериме со сите дизајнери од светов, да не речам. Така. Сега малку ни треба повеќе да, нели, зборувам за сите во Така. државава, да малку повеќе вложиме време, енергија, труд. Така. Во- Најнапред во да се производите. излобира, па потоа се разбира и да се има сенс за да се купи одредениот производ кој секако има повеќе функции, не е само една. Така. Колку производи утре ќе бидат представени? 10 производи. Добро. Значи сите На дизајнери 11 дизајнери и Да, 10 сите производи. работат 9 од нив работат самостојно, а двајца работат во група. Добро. Да. А дали ова значи дека ќе имаме можности да купиме одреден Да, да, производ, да. значи продажна изложбата, Продажна не е само изложбата, значи производите што ќе бидат изложени, можете и да си ги купите. ќе има почетна цена, ќе се надава како ќе изгледа Не, ќе утре имаат настанот? формирана цена, значи тоа е исто едно од работите што ги научивме студентите, е да направат калкулација на своите трошоци, Така. на својата работа и Така. труд и да формираат пазарна цена. Така тоа се валоризира во пазарна цена која што три вечер ќе биде одредена во 20 часот во јавна соба. Тамара Георгиевска, следен проект? Следен проект е патувачка изложба на македонски дизајн. Добро. Значи имаше отворен повик кој што траеше до вчера. Добро. Оваа недела жирито ги избира најдобрите. Добро. И иницијална изложба ни е во Public Room на 22 февруари. Потоа од пролет, поточно од мај, продолжуваме на фестивали регионални низ Балканот, од Белград, не знам, Здравје, Тирана, Бурза. Пловдив, да. Така. Софија и на крај се враќаме назад на Скопје Дизајн Вик во ноември. Одлично. Благодарам многу за гостувањето во Благодарам FM за Рива. поканата. На Слободна Македонија се гледаме ни утре, значи јавна соба 20 часот ќе уживаме во вкусот на текстилот. Чинам дека се образложивме и дека навистина се кристално јасно и мощно е пластично, се што ни е потребно е да ги видиме производите и се разбира да купиме по нешто за да го поддржиме македонскиот креативен потенцијал. 19 по 15 ефеврива продолжува со рекламен блок.